Ново издание на 360 степени, ново интервју. Денеска сме гости во седиштето на политичката партија Движење Беса во Тетово, дел од коалицијата Влен, која најави претопување во една политичка партија, а за соговорник го имаме Билел Касами, еден од лидерите на Влен и градоначалник на општина Тетово. Интервјуто доаѓа во деликатен момент за Влен поради одлуката на Арбен Таравари за самостоен настап на локалните избори, решеноста на другите партии да го исклучат Таравари од Влен, како и објавата на премиерот Христијан Мицкоски дека неделава ќе има средба за збогум со Таравари. Господине Касами, благодарам што сте дел од 360 степени. Благодарам и на вас за можноста да споделим информации со нашите сограѓани. Со заминувањето на Арбен Таравари од владата, таа нема да падне, но сега дилемата која што се поставува е дали може политички да опстане. Мислам дека и политички ќе биде посилна, затоа што ова влада, една од целите, сигурно нели првата цел беше продолжување на процесот за евроинтеграција, но втората, да кажам, по важност беше борба против корупција. И ние како коалиција Влен се соединивме со таа цел да расчистиме со корупцијата која беше натоложена 20 години во власт, особено во делот на представување на албанците, и како резултат на тоа албанците не ги ужива правата кои им беа гарантирани со устав и со закони. Затоа сега цениме дека и во ваква ситуација која се наоѓаме, поддршката за владата и кај албанците ќе се зголеми. И досега се поставуваше прашањето за политичкиот легитимитет на владата, поврзано со представеноста на албанците во власта. Сега таа дилема веројатно дополнително ќе се зголемува со заминувањето на Арбен Таравари. Па исто, јас сенам дека Али не требаше да влегува во ваква игра, затоа што ја отвори играта во делот на придобивање на пратеници и нели дел од опозицијата да ја поддржи сегашната влада. Значи, кога ние би навлегле во такво, да кажам, привлекување на дополнителни пратеници, тој сигурно би кажал дека ние сме влада, па ги плаќаме ги, нели, пратениците, купуваме пратеници и ова она. Во ситуација кога тој прв ја почна играта, сега веќе резултатот ќе биде поинако, затоа што реков, значи ова влада, особено во предизборна ситуација кога сме пред локални избори и кога еден од најголемите успеси на ова влада е финансирање на локалната власт која не беше фалеше, да кажам, 30 години. Една од лошите моменти беше нецелосната децентрализација која општините не беа во можност да ги финансираат своите активности. Кога ова влада веќе тоа даде силен придонес за развој на општините, и во оваа ситуација кога некој си оди од позицијата, можноста да доаѓат повеќе и да ја поддржат владата е по-сериозна. Да. Еве зашто зборуваме сега и низ бројки, да речем. Во моментот во собранието има 30 пратеници албанци. Од нив, ако заминат 5 темина на Таравари, владата ќе продолжат да ја поддржуваат само 9 пратеници. Колку е тоа одржливо? Од 30 само 9 на страната на мнозинството. Па не е така. И тоа ќе се види многу брзо во текот на оваа недела, затоа што јас реков, кога ќе се отвори вратата, ако некој излезе, можноста повеќе да влезате поголема. Така да јас можам да гарантирам дека ова влада ќе ги зголеми бројките. Алудирате на пратеници од структурата на Таравари или од Европскиот фронт? Значи од Европскиот фронт и од структурата на Таравари. Јас ценам дека Алијанса ќе си остане
и во Влен и во владата. Сега со колку пратеници ќе се знае во текот на неделата, кога веќе стана јасно, во текот на викендот, кога и самиот Таравари кажа дека во текот на оваа недела ќе си оди од владата, исто така и премиерот го кажа својот збор, што ние сме го кажали одамна, дека соработка со ДУИ и останување во влада не е можна таква комбинација. Значи, во текот на неделата... Но што ако не се сменат бројките? Што ако на страната на мнозинството останат само 9 пратеници? Дали е тоа според вас политички одржливо? Значи, прво, ние гласовите ги добивме како коалиција Влен за да ги придвижиме работите напред и во делот на евроинтеграциите и во делот на борбата против корупција. И со продолжување на Влен сега како една политичка структура, ние цениме дека го имаме целосниот легитимитет за да продолжиме понатаму во владата. Дали имаме право или не? Никој не гласаше, да речем, заради тоа што Арбен Таравари беше дел од Влен? Па не гласаше за тоа што цениме дека и тоа го потврдуваат и последните анкети кои ги добивме од релевантни институции, дека за разлика од Европскиот фронт, Влен веќе добива идентитет. Значи, во страната на Влен, во една анкета која, без да се дава листа на партии и коалиции за кои би гласале, кога е даден слободна можност на гласачите да изберат за кого би гласале, за разлика од фронтот каде што се појавува само ДУИ, во страната на Влен се појавува повеќе од половина од подржувачите се на Влен, па после секоја партија имаше по нешто. Така да веќе ние, јас сум го кажал и порани, го повторувам, дека вредноста на партиите во Влен го дава самата коалиција. Кој е внатре има вредност, кој си оди нема вредност. И тоа мислам дека ќе се присликува и во следните избори кога Таравари ценам дека... Оваа реторика политички е разбирлива, меѓутоа има и други анкети, да речеме една последна која што се појави во еден медиум на македонски јазик, покажа дека ДУИ има поддршка од околу 12% поени, сите од Влен, вклучувајќи го и Таравари, вкупно 13, меѓутоа кај Таравари беа околу 6% поени. И сега 12 на ДУИ, 6 на Таравари, 18. На другата страна 7 останува. Нема, тоа треба да, значи, политиката не е математика. Не може, па може и да е и во некој, ако некој кој ја разбира, по длабоко математиката. Значи, тие што беа со Таравари во Влен, не се гласови кои би отишле со Таравари во ДУИ. Може би не сите, ама еден дел господинка сами сигурно би отишле. Мислам дека многу малку, ако не воопшто, затоа што ја знаеме ние како е историјата, да кажем, во минатото. Значи, Алијанса произлезе од Алијанса која беше како една политичка структура, Алијанса на Таравари. Па Алијанса произлезе како Алијанса од ДПА. Значи, тие што отидува во Алијанса беа анти-ДУИ, кога веќе се знаеше дека Менду соработува со Али. И моментот кога Зијадин си отиде со Али, остана, значи, како да кажам, се дестилира само нај-анти-ДУИ и остана со Таравари. Не може тие кои се чисти гласачи против ДУИ, а Таравари да ги земе со себе во коалиција со ДУИ. Така да и ние цениме дека овие гласачи кои ги придоби Таравари во коалиција со Влен не се гласови кои ги контролира Што ќе правите со Бадентер во собранието и досега имавте проблем, да речем, со така наречениот голем Бадентер, немавте голем Бадентер на страна на власта, но сега може дополнително да се испостави дека немате ни мал. Сега можам да гарантирам дека со новата комбинаторика ќе имаме Бадентер, затоа што повеќе ќе има пратеници од другите етнички заедници во државата кои го сочинуваат Бадентерот, кои ќе бидат дел од, кои ќе ја поддржат владата отколку што беа досега. Видовме некои изјави, да речем, на пратениците турци од Европскиот фронт,
Председателот на Демократската партија на турците Бејџан Илјас рече дека услов да влезе во владата е да добие министерско место. При тоа зборуваше за некакви елементарни инфраструктурни потреби на турците, вода и така натаму. Дали е тој еден потенцијален партнер? Па јас можам да гарантирам дека сме веќе во сериозни преговори со повеќе пратеници и од албанската опозиција и од другите членови на другите заедници кои се дел од сегашниот Европски фронт. Добро, кому ќе му припаднат министерските места кои што сега ги има структурата на Арбен Таравари? Па исто така и во овој правец ние со премиерот, односно со председателот на ВМРО преговаравме како влен. И договорот е меѓу влен и ВМРО за составување на владата и во последните средби со премиерот уште еднаш е потврдено дека остануваме на истите заложби. Значи, договорот останува меѓу ВМРО и влен и сигурни позициите остануваат во влен. Значи и Министерството за здравство и таа позицијата на вице-премиер, министер без ресор. Значи како позиции остануваат, но прашање е сега на комбинации во владата, затоа што да не кажам дека пошироко, но меѓу позициите кои ги имаше влен се отвори пандорината кутија, од повеќе што позицијата министер за здравство беше наменето директно за Таравари. Значи, кога баравме да имаме во влада министер за здравство, се знаеше дека Таравари сака да биде министер и го преговаравме да имаме таа позиција. Така да сега со новата реалност може да има некои рокади во позицијата. Значи реконструкција на владата. Па можно е, не во пошироки размери, но во некои комбинатори ќе ти сигурно. Значи местото здравство да отиде кај ВМРО ДПМН, за возврат влен да добие друг ресор. Значи согласно тоа што ќе бидат комбинациите во делот на поддршка на владата, сигурно дека се можни такви комбинатори. А БЕСА дали ќе ги задржи двата ресора што сега ги има? Значи во другите членови не на владата, значи што ги има влен, не е разговарано за да има некои комбинатори ке некои рокади, но сигурно сега ќе видиме како ќе доаѓат комбинаториките. Значи се е можно, но ако здравство го изгубите, условно кажано, кој ресор би го добиле? Сега не би зборел дали ќе го изгубиме или ќе добиеме во тој правец да не се погрешно свати во јавноста. Тоа што е договорено со премиерот, ние ги држиме истите позиции кои ги имавме, значи на број или како и на број ресори? И како ресори, но тоа значи ако имаме некоја комбинација дали со пратеници од сегашната алијанса или па со алијанса на Зијадин Села или некои комбинации други, согласно тој што ќе биде како лидер на таа група, барањата кои ќе ги имат или па политичка партија структура, ќе треба да разговараме за позиции. Значи, во моментот, ако остануваме на овие позиции кои ги имаме, ќе останат истите министерски места. Очигледно е дека Ахмети трие раце од целата ова ситуација. Може ли да се испостави дека вашето инсистирање Таравари да ја напушти владата, дека ќе биде пократкиот пат за враќање на Дуи во владата? Не. Значи, Ахмети тешко ни беше да го тргнеме од владата, затоа што имаше силна контрола на институции, 20 години власт е сериозна работа и сериозен проблем, но сега кога веќе го пративме во опозиција, тој сигурно дека легитимно право е да се бори да се врати во власт, но тешко ќе му биде да се врати во власт и со вакви комбинации, затоа што 20 години власт не остави нешто добро за албанците и да го памтат за добро. Така да јас се надам дека во ваква ситуација не пократок, туку секоја постапка на Ахмети му се влошува ситуацијата и тој не е свесен за тоа, затоа што реков,
значи со отварање на вратата да има промена на страни на пратеници, јас ги убедувам, нели ја убедувам јавноста дека повеќе ќе ни се приклучат отколку што ќе си одат од владата. Ама вие сега со какви, бидејќи зборувавте претходно за валкани методи на ДУИ, сега вие со истите валкани методи ќе ги привлекувате истите луѓе? Затоа викам, значи, ние не влеговме во оваа игра. Ние одговараме. Значи, ние мора да нема да седиме со скрстени раце па да гледаме Ахмети, нели, што како ќе игра па да му аплаудираме. Значи, од моментот кога тој ја отвори играта, на крај резултатот ќе биде во негова штета и ќе му се врати од глава. Затоа што механизмите кои ги користи тој, прво да го придобие Таравари, па и да придобие пратеници од Алијанса на албанците, не се чисти, за жал, но ние нас легитимно е на страната на владата да, нели, бара некој да се приклучи на владата и да дава некои позиции. И мислам дека тоа е легитимно право на секој кој е дел од политичката сцена да сака да биде дел од власта, барем да ги реализира своите прашањето за предвремени парламентарни избори заедно со локалните се чини дека е затворено, веројатно ќе има само локални избори, ако како велат, никогаш не вели, никогаш нели во политиката, но премиерот инсистира на тоа дека локалните ќе бидат ново делење на картите и дека по нив ќе се прави анализа дали евентуално требаат предвремени парламентарни избори. И сега тоа прави притисок на вас за добар резултат на локалните избори. И ако немате добар резултат, тогаш прашањето за предвремени парламентарни, особено околу политичката легитимност на владата, ќе се наметне силно. Иако велам и сега се наметнува. Да, значи тоа ќе биде дополнителен мотив за нас, за локалните избори. Ова не се само локални избори, ова е продолжување на, да кажам, борбата за легитимитет. Тоа за нас е дополнителен мотив да се мобилизираме. Затоа, значи, на локалните избори ние одиме да ги добиеме не само ради локалните, нели, политики кои ги тераме и кои сме сигурни дека во ова влада се едни од најдобрите и ќе ги дават, веќе и ги дават резултатите, туку и поради ова што кажувате дека после локалните избори ќе треба да се размислува сериозно што понатаму, но исто, значи, и во овој правец Ахмети прво, нели, бараше предвремени парламентарни избори, која беше сигурен дека со неговата игра ќе прави сериозен раздор во владата. Кога увиде дека тоа нема да му, нели, да му пали, сега веќе разговара само за локални избори. Но уште еднаш повторувам, значи со неговата игра тој на крај ќе излезе најголемиот губитник, затоа што не само дека нема да наметне предвремени парламентарни избори, туку со тоа што ќе ги изгуби и локалните избори, тој ќе треба да се пензионира предвремено. Колку сте убедени до крај во ова што го зборувате, особено околу позицијата, статусот, перформансот на Влен во владата? Таравари, да речеме, кога првпат почна јавно да зборува за тоа дека има некаков проблем, зборуваше за тоа дека Влен е некоординиран, бавен, инертен, тешко носите одлуки и така натаму. И меѓу другото спомнуваше анкети кај албанците, се повика дури на 3 конкретни анкети, велејќи дека дури 70% од етничките албанци не се задоволни од тоа како Влен функционира во владата. Што велите вие за тоа? Знаеме од историјата дека Троја не може да се земе од надвор. Значи го знаеме приказната за тројанскиот конј. За жал Таравари избра да го игра улогата на конјот, пошто еден конј си отиде од државата, остана некој, мора да има некој во играта, за жал. И тој цело време правеше притисок од внатре да нема резултати. Значи, јас го имам кажано на неколку прилики јавно дека Влен пред да дојде Таравари не разговараше за поделби, разговараше за соединување. И од моментот кога дојде Таравари, почнавме да збориме што ќе му припадне на Алијанса и цело време се... Ама тој имаше додадена вредност во вашата коалиција. Не може вие сега да целосно да го исклучувате. Значи, Алијанса за албанците, не Алијанса. Секој кој е член во Влен и кој се приспој кон Влен е важен
чинител и тоа несомнено. Но тоа е ради влен и ради тоа што луѓето едноставно сакат промени. Луѓето едноставно не можат да прифаќат албанците 20 години плюс да ги води една политичка номенклатура која немаше сериозни резултати. Затоа викам дека немаше. Да, значи разликата ја направи Алијанса на албанците и продолжува да биде важен чинител, но не само не поради сам себе си дека беше некој си лидер, некој си фактор, туку поради чекорот кој го направи да се припои на влен. Затоа уште понатаму стои по истата, да кажам, истата политичка комбинаторика да сите кои се во влен и соединети, сплотени, ќе продолжиме да ги дадеме тие резултати. Ние сме убедени дека на локалните избори ќе победиме за тоа што кој си доаѓа се некоја вредност, но ако си оди, не може тоа да ја земе пак назад. Прашањето беше поврзано со статусот и постигнувањата на влен во владата. Затоа ја почнав да објаснам дека Таравари беше тој од внатре кој правеше тензии, правеше проблеми за, значи место да збориме за некои политички прашања, требаше да збориме за поделба на позиции, министерство, тоа не е природно во една таква структура? Не, природна, ама не треба да доминира. Сега, значи ние сега го немаме тој проблем. Од моментот на веќе кога се расчисти со Таравари го немаме тој проблем. А дека ова влада нема сериозни поместување во делот на правата на албанците не е вистина. Јас ти кажам неколку работи со кои не критикуваше Дуи, а кои веќе не се така како што каже и веќе се преќутија. Значи прво знаеме коридорот 8. Цело време Дуи не држеше во јавност дека еве парите ќе се пренаменат во источниот дел, каде што се повеќе македонците, дека ќе се блокират инвестициите во албанскиот дел и многу други такви работи, што не е вистина. Значи во Дуи 2 пати се пресече лента, а немаше механизација во терен, веќе со доаѓање на новата влада се интензивираат работите и ќе се фати чекорот. Но договорот се потпиша во нивно време. Ама многу работи се потпиша. Тоа е основата сепак за и вие да сечете лента. Многу работи се потпиша во нивно време, ама не се реализира. Значи во нивно време се потпиша и другиот сегмент од коридорот 8 од Кичево до Струга. И додека беа тие на власт, и 20 години да беа на власт, тоа немаше да се заврши. Значи во нивно време се потпишува многу работи, многу закони кои испадна после дека се нецелосни решења и после имаше проблеми. Значи во ова ситуација ние викаме еве и во делот на вработеноста, познатиот фамозниот балансер. Исто така, значи, ние веќе имаме политички договор со премиерот дека тоа ќе биде решено со закон. Долго се зборува за тој закон, никако да го видиме. Долго се зборува за тоа што исто, значи, место ние да бидеме фокусирани што побрзо тој закон да се промовира во јавноста, ние се занимававме со тоа како да му задоволиме на Арбен Таравари во владата. Готов ли е тој закон? Да, готов е и мислам дека многу брзо. Зошто не е на Енер, зошто не е во владина процедура? Ја мислам дека многу брзо, ако не за во текот на ова недела, за следните 2 недели тој ќе се промовира. Долго го слушаме тоа, знаете дека само што не сме го виделе и никако тоа, да значи, го видиме. Ние во оваа ситуација не беше проблемот во договорот во владата меѓу владата и Влен, туку беше овие, пошто значи овие работи внатре во Влен се имат подолга историја, да кажем, од почетокот на годината, така да минимум 4-5 месеци место да се занимаваме со некои политички теми, ние се занимаваме што да му дадеме плюс на Арбен Таравари. Тоа со што и вие се фалите и во овој разговор се проекти кои што може да и се припишат на ВМРО ДПМН. Да, вие ќе кажете ние сме заедно во владата, без нас ништо од тоа не може да се оствари и така натаму, но и поддршката на инфраструктурните проекти за општините и одлуката дека ќе се продолжи понатаму со имплементацијата на договорот со Бехтел и ЕНК се пред се одлуки на ВМРО ДПМН. Вие имавте, да речеме, специфични
ветувања во изборната кампања поврзани со конкретни проекти права на албанците, да речеме Албанска академија на науките и уметностите, основање Албанска банка, унификација на наставните програми со Албанија и Косово, нов устав кој ќе дефинира земјата како заедничка држава на двете најголеми етнички заедници. Албански јазик целосно еднаков со македонскиот и да не ги редам, употреба на албанската национална химна во училиштата. Од ова ништо не е остварено. Зошто? Па не е баш ништо. Во делот на унифицирање, значи требаше да дојде влен за албанскиот буквар да влезе во училиштата со албанска настава во Македонија. Исто така во делот на некои политички прашања кои треба да ги разговараме веќе со прво отварање на уставот ќе има унапредување и тоа политички веќе генерално има некои начелни договори. Например, на што мислите пред се? Па во делот например на отстранување на 20% за албанскиот јазик. Тоа јас го имам кажано, значи тоа што не се отстрани не беше проблем со македонските политички партии кои и од времето каже дека немаат проблем со тоа. Тоа повеќе беше проблем што Дуи не сакаше тоа да го реализира за тоа што сакаше правата на албанците да им ги даде со проценти како што им треба за политичка кампања. Така да и во делот на големите политички теми сигурно дека не е дојден моментот, но ние сме убедени дека со ова влада побрзо ќе се решаваат, а дека со ВМРО да сигурно дека треба да има добар однос меѓу партнерите во владата за да се реализираат некои работи, но треба да се потсетиме дека и Дуј беше во владина коалиција минимум 2 мандати со ВМРО, па тогаш место милиарди да одат по проекти на општините каде што и албанците ќе придобијат од тие пари за подобрување на нивниот живот, отидоа за Скопје 2014, каде само во една општина во центар беа сконцентрирани речиси милиарда евра и беше целосна злоупотреба на јавни финансии за промовирање на етнонационализам и Дуи преќутеше цело време во таа влада. Едно време го актуализиравте прашањето за формирање Албанска академија на науките и уметностите, но сега тоа како да замре, што се случува со таа идеја? Сигурно, јас сум го кажал и останувам на тоа дека албанците со 3 универзитети на албански јазик веќе се, да кажем, спремни да достоинствено да бидат представени на академско ниво. Дали тоа ќе биде во рамките на постојната Македонска академија на науките и уметностите или ќе се договориме да има 2 посебни академии, тоа е веќе институционално како ќе се постават работите. Малку ретерирате сега околу оваа тема. Јас пак викам, ние сме ја почнали иницијатива и ја поддржуваме целосно иницијативата за Албанска академија на науките и уметностите, но поважно тоа дали ќе биде посебна институција воспоставена како таква или па ќе биде решено со една институција која во рамките на постојната, тоа за мене е веќе формално технички институционално. Му давате ли финансиска поддршка на Сдруженијето Албанска сигурно, академија? Ако веќе функционираат, сигурно некои ги Општината поддржува. колку пари има година предвидено? За сега формално како општина не, ама ги поддржуваме со секакви можности што ги имаме. Ме интересира конкретно за вашите двајца министри. Колку сте задоволени, дали може да издвоите нешто конкретно, да речеме од ресорот економија и труд, каде што е Бесар Дурмиши, или овој за социјална политика, демографија и млади, каде што е Фатмир Лиман? Па види, сега Министерство за економија е во фаза на транзиција и не можеме одма да кажеме што како се резултатите да бидат пипливи, но во делот на Министерството за социјала, млади и млади, веќе резултатите се очигледни. Значи, со неговото доаѓање веќе се секојдневно, да кажам, се пуштаат во употреба градинки, има вработување на персонал во тие градинки, а тоа што е важно дека повеќето од тие градинки
се во делови на државата каде што беше најпотребно. А тоа е во западниот дел каде што повеќе во тие градинки ќе бидат вклучени албанските дечиња. Така да во ресорот кој што го води Фатми Лимани веќе очигледни се резултатите. А исто така реков, значи во економија има резултати, но не можеме да кажеме во овој период се додека не се институционализира или реструктурирањето на владините ресори. Во изминатиот период особено значење му придаваат на законот за јазици, иницијативата, односно иницијативите пред Уставниот суд за оценување на уставноста на одредени одредби од тој закон. Повторно слушам изјави дека секое чепкање на тој закон од страна на Уставниот суд велат ќе значи дури и крај на рамковниот договор. Каков е ставот на Влен во однос на иницијативите на уставен, предуставен? Значи, ДОИ цело време нудеше и реализираше даваше делимични решенија и права на албанците кои секогаш беа проблематични. И гледаме последното со медресето, значи пред избори ги доби гласовите на верниците со тоа што ја кредитираше како институција, но после испадна дека тоа било против законски, падна во уставен. Што сега веќе сериозно разговараме и тоа прашање да го ставиме во рамките на законот. Значи, во делот на законот за јазиците, знаете, јас го имам кажано и ќе го повторам. Али Ахмети како следбеник на Енвер Хоџа стана против целиот свет и цело време викаше дека кој ќе стави рака на Албанија ќе има сериозни последици. Албанците умераа од глад и нема што да јадат утредента. Али Ахмети цело време збори за големи политички и национални теми, а не одговара, до сега нема одговорено зашто во неговото родно село Зајас нема вода, нема канализација, нема основни услови за живот на своите сограѓани, своите жители, своите комши. Сметате ли дека евентуално укинување на одредени одредби од тој закон ќе биде уназадување на правата на албанците? Видете, ние сме кажале дека тоа што е добиено нема можност да се врати назад, затоа што сепак Македонија е мултиетничка и мора да го користи тоа во делот на регулирање на општествените односи во правец на подобри законски права на сите заедници и верувам дека нема интерес во ниту една политичка партија, ниту кај македонците да има такви игри, но Ахмети играше на ова и од почеток кога даваше делимично решение, со тоа што знаеме дека и составот на Уставен суд сегашниот е целосно во времето на ДУИ во тие 20 години. Беше сигурно дека тоа ќе биде многу брзо, но за среќа тоа не му излезе и таа игра не му излезе како што беше подготвена од него, за да брзо има решение, па да падне законот, па да има можност да велат сега под притисок на владата се одлага решението за полокални избори. Ама и под притисок на ДУИ беше отворено тоа како прашање, зашто самите функционери на ДУИ кажуваат дека зашто не се отвори ова прашање одамна, во уставен, ама не се отвори пред да има промена на власт. Дали тоа беше спротивно тезата дека требаше да оди ДУИ во опозиција за да се отвори тоа во Уставен суд? И самиот споменавте неколку пати во овој разговор дека еден од столбовите на кои се формираше оваа влада беше формулирано забрзана европска интеграција. Како им ја објаснувате на вашите гласачи блокадата? Видете, сега процесот на интеграција на Западниот Балкан во Европската Унија е малку покомплексен. Ние знаеме дека и проектот Европска Унија е блиска соработка меѓу Соединетите Американски држави и главните партнери во Европската Унија, како што се Германија, Франција, прво Велика Британија, Италија, Шпанија и така натаму.
Со новата геополитичка ситуација во Соединетите држави, со доаѓањето на претседателот Трамп, веќе сме во фаза на редефинирање на геополитичките позиции во светот, така да Европа сега се најде во една ситуација каде треба да ги разгледува уште еднаш своите позиции како еден проект за проширување со нови држави, но и во односите на Соединетите држави. Со овој предизвик што им го даде Трамп во делот на регулирање, редефинирање на односите меѓу Европа и САД, гледам дека Европа нема толку сила да продолжи со проширувањето. Така да од моментот кога Европа ќе биде подготвена сериозно да продолжи процесот на проширување и кога САД ќе имат интерес да не поддржуваат како главен стратешки партнер, јас сум сигурен дека ќе имаме брзо решение. Изјавите кои што доаѓаат од Европската комисија се дека Црна Гора и Албанија ќе бидат подготвени за членство до 2029 година. Такви изјави доскоро не сме слушали. Ова е спротивно од ова што вие го зборувате, дека ЕУ не е подготвена. Објаснувањата и анализите велат дека поради Украина и поради тој нов геополитички момент, ЕУ сака да се обиде забрзано да интегрира дел од земјите од Западен Балкан. Но Македонија не е дел од групата земји кои што се споменуваат за таа брза пруга. Да, ама ние збориме исто време и за капацитет за решување на некои проблеми, некои спорови кои се во регионот, кои беа и во минатото и Балканот е можност за секогаш да има проблем плюс. Така да што ако се испостави дека навистина Црна Гора и Албанија брзо ќе исчекорат кон завршување на преговорите? Па јас не гледам проблем во тоа, затоа што повеќе Европа да имаме во регионот, толку се поголеми можностите да и Македонија побрзо да биде членка на Европската унија, затоа што се збореше едно време. Тоа не е сепак проблем за нас, затоа што долго сме земја кандидат. Не е проблем, затоа без да станеме членка. Сенам дека ако и на западот ни доаѓа Европа како што ни дојде на исток и на југ, мислам дека по сериозно кај нас ја размислуваме да побрзо наоѓаме некои решение. Значи, ова личи како да сте откажани од тоа дека оваа влада може нешто да направи на планот на европските интеграции. Значи, кажав дека ова влада останува, главен фокус на ова влада останува Европската унија, но знаете поговорката дека за танго треба двајца. Значи, особено во ситуација кога Европската унија е главен фактор за процесот, односно одлучувачки фактор за процесот, колку и да сакаме ние, не можеме велат донесете ги уставните измени, ќе продолжите со пристапниот процес. Никој не ни кажува дали е тоа последно. Не ни може да ни кажат, господин, дека сами вие знаете. Може да ни кажат. Мислам дека може да ни кажат, затоа што Бугарија е членка на Европската унија. Ние знаеме ситуација кога таму се менуваат влади, еве вие видовте претходната влада прифати кај нас еден договор, па сега дојде нова, вели не важи тој. Имаме ситуација со Унгарија, во ситуацијата со Украина, кога едноставно представникот на Унгарија излезе надвор, Европската унија донесе одлука за започнување на процедурите со Украина. Така да ние цениме дека ако Брисел има сериозна волја, Брисел е одлучувачки за продолжување на процесот, а сигурно ние сме подготвени во моментот да придадеме рака за да се продолжи процесот. Докаде е процесот на претопување на без алтернатива и демократско движење во една политичка партија? Па тоа веќе почна како процедура со централното претседателство на ВЛЕН. Веќе разговараме, при крај сме со модалитетите на водење на ова политичка структура. Дали до локални избори ќе има претопување? Да, значи веќе започна тој процес до локални избори, сигурно дека ќе имаме една унифицирана политичка структура и гарнитура и организација. Во делот на формално регистрирање на политичка партија, тоа ќе остане после локалните избори, затоа што ни следуваат по законот, по изборниот законник, се на постојните политички партии кои се дел од коалицијата, така да
Ние веќе работиме и нели објавивме мораториум на јавно политичко делување на сите политички партии чинители на влен и остануваме понатаму да работиме кон создавање на тој бренд. Дали прашањето за лидер иден, да речеме, таа структура може да биде некаква тема за раздор внатре? А имате договор кој ќе биде лидер? Во правец на тоа што ние разговараме за соединување, не за раздор. Затоа одиме полека кон процесот, за да тоа се чувствува и кај последниот член на коалицијата, односно сега на влен. Затоа што ако тоа го наметнеме сега, цениме дека некој може да се чувствува не представен во новата политичка партија и организација. Така да веќе има добар амбиент меѓу председателите на постојните политички партии, во делот на тоа било кој да биде, да не биде проблем за другите, но полека работиме да нели тоа чувство да го пренесеме до сите. Вие имате лидерска амбиција? Не, јас сум рекол, за мене кој да биде од нели постојните членови, чинители на влен ќе биде многу подобар од тоа што беше досега во политичката сцена во Македонија. Што ќе биде успех за влен на локалните избори? Како ќе броите? Пошто се двојни избори за градоначалници и за совети, победата ќе биде чиста ако ги добиеме повеќето општините и не само како бројка, туку и како квалитет ќе кажам, што значи од урбаните општини, од Струга, Кичево, Дебар, Гостивар, Тетово и Чаир, повеќето од овие општини да ги добиеме, но исто и во вкупниот број на општини кои се водат од албански градоначалници да ги добиеме мнозина од тие да ги добиеме, но исто така и во делот на гласовите за членови на советите ние да бидеме со нели советник или глас пред ДУИ. Што ако се испостави дека ДУИ плюс Таравари ќе имаат повеќе од влен? Па рековме на почетокот на ова интервју дека тогаш ќе се отварат и природно некои работи, дали треба влен да продолжи да биде дел од владината коалиција. Добро. Само уште едно прашање во овој дел, дали Билјалка Самин ќе биде повторно кандидат за градоначалник во општина Тетово? Јас сум покажал интерес. Веќе се разговара во рамките на коалицијата, но не по секоја цена. Од локалните теми само неколку прашања. Колегите од Бирн пред известно време објавија дека документирале 7 случаи во Тетово каде што инвеститори добиле градежни дозволи за пониски згради, уште веднаш поставиле темели за повисоки и во меѓувреме со општината почнале процедура за промена на деталните урбанистички планови, односно практично прилагодување на своите бизнис планови. Зошто толерирате ваков пристап? Видете, ако не сите, па најверојатно и сите, тие згради се почнати пред да дојдам ја на власт, во локалната власт во Тетово, како и во други случаи се обидувам да најдам решение. Тоа што беше погрешно протолкувано во јавност изјавата на шефот на секторот за урбанизам, дека за нас е важно да се земат парите од комунални. За нас е важно да најдеме решение и сигурно тоа што е по закон, значи луѓето кои инвестираат да плаќаат комунали, затоа што претходното искуство беше дека се градеше бесправно и некој земаше пари. Сега за да имам контрола дека тие пари одат во буџетот и одат за проекти за интерес на граѓаните. Тоа не е пак де факто изигрување на законите. Не е изигрување на законите, затоа што сте добиле дозвола за 4 ката да направите 8. Ама, значи, од кога е почнато како градба,
тие веќе биле договорени со некого за така да биде, зашто не можело да почнат градба за 8 спрата, а да има дозвола за 4. Ама вие сега што правите различно, само им го легализирате тоа? Не, јас правам различно да тие пари место да одат во нечии џебови, ќе одат во буџетот на општината и ќе се реализираат. Значи во право бил шефот на одделот. Значи тоа е целта на општината, да собере пари и да реализира проекти. Така да и другото дека бизнисот планира ние да реализираме и така е. Јас тоа го кажувам јавно. Значи јас сум во поддршка на бизнисите кој сака да гради, да дојде во Тетово, но истовремено ние работиме кај што можеме да ослободиме повеќе јавен простор, да ослободиме, и тоа го знаат граѓаните во Тетово. Колку бараат парк, да речеме. Да, и ќе има парк. Каде? Па во Шикелак. Значи таму веќе последен пат што се смени, нели, односно се започна иницијатива за промена на урбанистичкиот план на ДУП-от, веќе има иницијатива повеќе од тој дел, пошто од после ние добивме информација дека повеќето од земјиштето таму уште е државно земјиште и значи тој дел ќе се пренамени во државни институции, ќе се градат некои објекти кои се потребни на општината, на некои други агенции, државни агенции во Тетово, но повеќе од тоа ќе биде парк, ќе биде игралишта, ќе бидат од јавен интерес. До каде е процесот најавен на преименување и именување улици во општина Тетово? Па иако имаше некои пречки, иако е многу деликатен, затоа што Тетово, нели, немаше таков процес, иако беше една од општините со најголем развој и проширување на, нели, границите на градот и на урбаниот дел. Добро оди процесот. Веќе комисијата има држано неколку јавни анкети, имаме добиено многу квалитетни имиња, но сега поради изборите, нели, поради законот... Имавте очигледна разлика со партнерот ВМРО ДПМНЕ, тие зборуваа само за именување на улиците кои што или немаат имиња или имаат име со број, а вие зборувавте и за преименување на улици кои што веќе имаат имиња. Да, видите, сега тоа е во дефиниција. Кога почнав процес на градба на стадионот, градскиот стадион во Тетово, формално правно оди процесот за реконструкција на постојне, зашто има, нели, стадион, ама ќе се гради сосема нов објект. Исто и во делот на именување на улиците. Значи, иницијативата е за именување на улиците, но тоа не значи дека ако граѓаните барат некои од имињата постојни да останат, тие дека нема да останат. И тоа не само за имињата кои имаат, нели, се, како да кажам, со македонски презнак. Значи, има и неколку улици кои имаат со имиња со албански дејци кои можат, ако барат да останат, ќе останат. Значи, формално право иде како процес на именување на улици, но реално тоа не значи дека сите улици кои имаат име ќе им се променат. Но пред локални избори нема да го. Не, пошто законот бара законот за именување, законот за локална самоуправа каде е предвидено именувањето на улиците бара 6 месеци пред одржување на редовните локални избори да престане процесот и да продолжи после. Благодарам за овој разговор. Беше задоволство. Фала многу. До крај нова саботажа. Пријатно до четврток во 20:15. Секој има свои 5 минути, согласно временската дилатација за која зборува Ајнштајн, во зависност од просторот каде што се мерат. Некому тие траат подолго, некому пократко. Во нашиот случај, тоа е условено од местоположбата, власт или опозиција. Во секоја држава има криминал. Но можеби Македонија е една од ретките држави каде што криминалците имаат држава. Затоа што политиката стана најпрофитабилниот бизнис. Криминалот и криминалците се приказна за која е потребна институционална контрола. Ама јавноста несомнено може да добие и постојано добива впечаток дека политиката е наистина одлична и лукративна професија. Друга парцела, која е во собственост на таткото и братучедот на Димитриевски, е купена од кумот на Димитриевски, Драган Митевски, за 250.000 евра.
По само неколку дена, истата парцела е препродадена на Lidl за 600.000 евра. А традиција во политичката култура е за јавно кажаниот збор да се креира негативно мислење и да се омаловажи презентерот. Уште ако авторот е директор и тоа на Фондот за пензиско и инвалидско, тогаш дефинитивно мора да се верува во податоците од досието за лицето која соопштува несаканата информација. Во интерпретација на сомнително лице со документирани здравствени проблеми од психолошка природа, за која не сме сигурни дека ја конзумирала потребната дневна доза лекови, Кој колкава и каква терапија прима не е показател за аргумент, туку за негово отсуство. Оти не е само тоа, туку и фактот дека најгласните критичари на Ахмети наситно прават локални шеми со неговите пулени. Гледаме денеска, читам дека Максим Димитриевски во коалиција со ДУИ носи детални урбанистички планови, а во спротивно го гледате во телевизија дека е против ДУИ, ДУИ е ваква, ДУИ е таква, не знам што и така натаму. Освен Димитриевски со Ахмети и со ДУИ комуницира и Таравари. Тој е сепак малку посигурен во својата агенда од коалицискиот партнер од Куманово. Па сето тоа што го прави без компромиси и не на мала врата. Оваа куќа е отворена и голема. Сите се добродојдени. И на крајот, никогаш не можеш да бидеш сигурен кој ќе тропне, пријател или не. Кога ќе велиш за една куќа дека е голема врата, тоа не се однесува физички, колку има таа големина или колку е голема таа врата, неко колку е чесен тој домаќин на таа врата или на тој дом. Македонската политика е пропуслива и има огромна капија, ама на неа има многу мала брава. Во неа постојано е заглавен клучот на честноста.